Добар ден, ученици! Добре дојдовте на видео часот по математика за прво оделение. Наставна содржина. Кој број е помал и кој број е помеѓу нив? Ке споредуваме броеви на бројна низа. Очекувани резултати. Споредува броеви до 20, ги разбира и користи поимите помал, поголем при споредување и одредува број помеѓу два броја. Ајде да се потсетиме на броевите до 20. Ке се потсетиме со броење на броевите. Почнуваме од 0. Прв број до 0 е 1, може заедно да броиме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, продолжуваме. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Забележавме дека броевите се наредени по редослед, еден по друг на исто растојание. Забележавме дека секој број си има две другарчиња. Едно другарче пред него, едно другарче после него. Бројот 5. Другарчиња му се бројот 4 и бројот 6. Бројот 4 е пред бројот 5, бројот 6 е после бројот 5. Бројот 5 се наоѓа помеѓу броевите 4 и 6. Бројот 11. Другарчиња на бројот 11 се бројот 10 пред него и бројот 12 после него. Бројот 11 е помеѓу броевите 10 и бројот 12. Ајде да споредуваме. Во која чинија има повеќе јаболка? За да споредиме, потребно е да броиме. Да ги изброиме јаболката во розовата чинија и јаболката во жолтата чинија. Броиме. 1, 2, 3 јаболка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 јаболка во жолтата чинија, а во розовата 3 јаболка. Во која чинија има помалку јаболка? Кој број е помал? Бројот 3 или бројот 6? Помалку јаболка, така, има во розовата чинија. 3 јаболка се помалку од 6 јаболка. Бројот 3 е помал од бројот 6. Бројот 6 е поголем од бројот 3. Ајде да споредуваме масички и столчиња. Броиме. 1, 2 масички. 1, 2, 3, 4 столчиња. Што има помалку? Кој број е помал? Помалку има масички од столчиња. 2 масички се помалку од 4 столчиња. Бројот 2 е помал од бројот 4. Бројот 4 е поголем од бројот 2. Сега ќе ви раскажам една приказна за првачињата Лука и Ања, како тие научиле да ги споредуваат броевите, да одредуваат кој број е помал, кој број е поголем и кој број се наоѓа помеѓу два броја. Тоа го научиле секојдневно одејќи во училиште и броеле во училишниот двор. Броеле се што ќе видат во училишниот двор, чекајќи го звончето да зазвони, да започне првиот час. Почнале со броење. Лука ги броел прозорците. 1, 2, 3, 4, од другата страна 5, 6, 7, 8 прозорци. Го заокружуваме бројот 8 на бројната оска. Ања ги изброила вратите. 1, 2 врати. Го заокружуваме бројот 2 на бројната оска. Што има помалку? Врати или прозорци? Кој број е помал? Бројот 2 или бројот 8? Бројот 2, така е ученици, е помал од бројот 8. Односно,
2 врати се помалку од 8 прозорци. Да запомниме, бројот што е поблиску до 0, а тоа е бројот 2 во овој случај, е помал број, додека бројот што е подалеку од 0, тој е поголем број. Бројот 8 е поголем од бројот 2, а бројот 2 е помал од бројот 8. Продолжиле да бројат Лука и Ања. Лука овој пат ги изброил дрвјата. Едно и едно од другата страна, 2 дрвја. Заокружуваме 2 на бројната оска. Ања ги изброила птиците на дрвјата. 1, 2, 3, на другата страна, на другото дрво, 4, 5, 6 птици. Го заокружуваме бројот 6 на бројната оска. Што има повеќе, што има помалку? Дрвја или птици? Што мислите? Така е, помалку има дрвја. 2 дрвја се помалку од 6 птици. Бројот 2 е помал од бројот 6, бидејќи се наоѓа поблиску до 0 и бројот 2, или тоа беа 2 дрвја, е помалку од бројот 6. Бројот 6 е подалеку од 0 и тој е поголем број. Бројот 2 е помал број од бројот 6. Дрвја има помалку од птици. Така. Продолжиле да бројат. Но овој пат броеле цвеќиња и пеперутки во училишниот двор. Лука ги броел цвеќињата. 1, 2, 3 цвеќиња. Продолжил. 4, 5, 6, 7 цвеќиња. Го заокружуваме бројот 7 на бројната оска. Ања пеперутките. 1, 2, 3 пеперутки изброила. Има ли уште? Има. 4, 5 пеперутки. Го заокружуваме и бројот 5 на бројната оска. Што има повеќе, а што има помалку? Кој број е помал, кој број е поголем? Бројот 5 е помал од бројот 7, односно 5 пеперутки се помалку од 7 цвеќиња. Бројот 5 е поблиску до нулата и е тој помал број. Бројот 7 е подалеку од нулата и тој е поголем број. Но забележуваме и дека помеѓу броевите 5 и 7 е бројот 6. Бројот 6 е помеѓу броевите 5 и 7. Што научивме овој час, ученици? Научивме да споредуваме броеви по големина и да одредуваме број помеѓу два броја. Така. Научивме дека за да споредуваме броеви по големина потребно е да броиме. Така и во овој случај да ги изброиме пеперутките, а потоа да ги изброиме птиците и пчелките. Броиме. Сини пеперутки 1, 2. Жолти пеперутки 1, 2, 3, 4 жолти пеперутки. Што има повеќе, што има помалку? Повеќе има жолти пеперутки од сини пеперутки. Така, кој број е помал? Бројот 2 или бројот 4? Помал е бројот 2. Така, да ги зброиме птиците. 1, 2, 3. Долу броиме 4, 5 птици. Да ги зброиме пчелките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пчелки. Што има помалку? Така, птици има помалку од пчелки. Бројот 5 е помал број од бројот 7. Научивме и да одредуваме број помеѓу два броја. Така да одредиме кој број се наоѓа помеѓу броевите 2 и 4 и помеѓу броевите 5 и бројот 7. Тоа ќе го направиме со бројната низа, оваа долу. Бројот 2 го заокружуваме и бројот 4, жолтите пеперутки, бројот 4 го заокружуваме долу. 2 и 4. Забележуваме дека помеѓу 2 и 4 се наоѓа бројот 3.
Бројот 3 е помеѓу броевите 2 и 4. Бројот 5 го заокружуваме на бројната низа и бројот 7. Забележуваме дека помеѓу 5 и 7 е бројот 6. Бројот 6 е помеѓу броевите 5 и бројот 7. Ученици, сигурна сум дека и вие, како и првачињата, Ања и Лука, ќе броите, ќе споредувате. Кој број е поголем, кој број е помал, што има повеќе, а што има помалку. А ние се гледаме на следен видеочас. Ви благодарам и довидување.